Спортски поздрав, почитувани гледачи на спортска мрежа, ново издание, овој пат посветено на речи си сигурно есенскиот шампион не наколо до крајот, екипата на Проект. Имаме фата неколку гости. Првичниот разговор го отворам со Иван Гауровски, кој што е прв човек на клубот или председател на клубот. Значи, идејата на Проект, понатаму она што го спомнав, македонскиот концепт кој што го има овој клуб, секако резултатите, затоа што Проект има 8 од 8, потоа го има најдобриот напад со постигнати 76 погодоци, меѓутоа има и најдобрата одбрана која што примила само 12 погодоци, практично убедливо најдобро котира Проект ова сезона. И секако отварам и зборуваме за иднината, плановите и секако амбициите на Проект. Иако Проект убедливо го доби бранител на двојната корна, тоа е екипата на Форца во Гевгелие со 6-1, сепак сите наши соговорници имаат еден став, а тоа е дека Форци натаму е главен фаворит и дека очекуваат неколку засилувања да имаат во тимот, односно Проект треба да биде заселен со неколку играчи за пролетниот дел. Да не должа многу, предлагам овде да одиме во Струмица да го проследиме првиот разговор кој што го имаме, а тоа е со првиот човек на клубот. Малку ладно да речем овде сега во овој веќе последен тренинг, претпоставувам, пред последниот есенски надпревар. Проект запише ни одлични резултати ова есен. Дефинитивно ќе биде есенски шампион без разлика на резултатот од последното коло против екипата на Бутил во гости. Најпрво, како ќе сумираме ова есенска полусезона и колку лично сте задоволни од целиот влог на клубот и од тоа што го постигнавте? Па како што и сами кажавте, сепак да се дојде до титула, макар и есенски шампион, е голема работа. Јас како прв човек на клубот сметам дека имавме феноменална полусезона, со тоа што се исклучок на последниот надпревар кој што треба да го одиграме во понеделник со Бутел. Имаме 8 победи од 8 надпревари, со учинок од фантастична гол разлика, со преку плюс 40 гола. Со еден збор, човек подобро и не може да замисли. Следува последниот надпревар, есенски шампиони кажавме, меѓутоа најмногу останува надпреварот сепак во очи на јавноста тоа што буквално го декласиравте, актуелниот шампион, бранител на двојната круна, екипата на Форца, 6-1 во Гевгелие, фантастичен надпревар, полна сала. Какви беа емоциите после тој надпревар? Чувството беше прекрасно. Сепак Форца се уште главен фаворит за освојување на титулата. Ние во ниеден момент од почетокот на оваа сезона не најавивме амбиции за шампиони. Тие се најквалитетниот футсал тим кои што имаат и континуитет, шампиони 2 години поред предходно, со најискусни играчи. Да се победи една таква екипа, еден таков тим како Форца, сепак е голема работа. Задоволството беше на многу високо ниво. Едноставно тој резултат кај нас направи ново ниво на чувство, ја крена самодовербата и едноставно ни ја подотвори вратата на патот на кој што сме сега. Проект, македонски производ, за сега гледаме само македонски играчи, дали така стана концептот и во иднина? Проект е замислен исклучиво како играчи од Република Македонија. Носењето на фудбалери надвор од државата се искрено скапа инвестиција. Ние како клуб во овој момент и не можеме да се дозволиме таква екскурзија од една страна, а од друга страна самиот хаштаг македонски продукт прави да клубот го сочинуваат играчи исклучиво од нашата земја. Така и беше формиран и проектиран, така е планот да биде и во иднина. Колку тешко да се одржи, да се направи ваков македонски концепт, да се изнајдат овие млади таленти, бидејќи да резюмираме реално ова млада екипа, на дополнато со под некој поискусен играч кој што треба да го пренесе знаењето нови млади играчи, а потврда е големата победа над Форца, меѓутоа и сите оние победи кои што ги имате досега, бидејќи сте перфектни. Колку тешко да се направи ваков концепт? Искрено многу желба, многу ентузијазам
секогаш вродува со плод, без разлика која работа и да ја работите. Анализирајќи ги фудбалерите кои што играат по турнирите за мал фудбал и желбата која што ја имаат да се надпреваруваат со веќе докажаните футсал репрезентативци, ми даде за право да се прилагодиме на новите трендови на играње футсал, а тоа е игра со многу трчање, со многу динамика, со многу покривање на секој дел од теренот. Практично, ние со луѓето во клубот одлучивме дека треба или да се фатиме на новите трендови, за да може да се носиме со овие репрезентативци, или друг начин е готови производи, готови играчи за кои што искрено треба многу средства, а ние не сме во можност да го чекориме тој пат. Што може да очекуваме за пролетниот дел? Веќе уште едно коло кажавме, ќе се отвори трансфер пазарот, може да очекуваме некоја промена, засилување, заменување во проект? Искрено, веќе со тренерот Игор Димов и со помошникот Мартин Тодоровски разговаравме на оваа тема. Ќе има 1 до 2 засилување во ростерот. Размислуваме за повеќе имиња, меѓутоа ќе оставиме на трансфер периодот да се реши тоа прашање. Најмалку едно заселување сигурно ќе има во ростерот на. И сега името проект, јас ќе го поврзам со тоа што вие сте неуспешно приказни. Поранешен шампион со играње во Лига на шампиони во тие квалификации, како дојде до идејата да се формира клубот и да го доби името проект? Ти благодарам за убавите зборови. Идејата за формирање на клубот дојде од локалните турнири во мал фудбал. Гледајќи како на тие надпревари, група на другари или пријатели кои што пријавуваат екипи и успеваат да се носат рамо до рамо со футсал играчите од клубовите низ Македонија, ми дојде за идеја да формираме локален футсал клуб кој што ќе го пријавиме за надпревар во футсал првенството. Во првата сезона клубот се надпреваруваше доста успешно и уште таа 2018 година со исклучиво фудбалери од општина Валандово, ние успеавме да се пласираме на 4-то место. Веќе во наредната сезона името проект всушност се постави камен темелник со ангажирање на неколку искусни фудбалери. Во таа втора сезона беа ангажирани искусните Дарко Ранготов, Антонио Петровски, Мартин Тодоровски, Димче Андов, со што клубот практично покажа дека ќе биде амбициозен клуб и ќе биде еден проект кој што ќе биде на подолги стази. И ова се покажа како успешно. Мораме, нели, ако резюмираме годините наназад, сега веќе ете првиот удар вие го зададовте против Форца со тоа што триумфиравте убедливо. Спомнавме 1 до 2 засилувања, бидејќи сигурно дека конкурентот, нели, ќе проба да се врати, буквално речено. Колку е квалитетна сезоната ова сезона и дали може би смета дека Форца е единствен конкурент или Форца на вас да ве смета како единствен конкурент во трката за титулата, па може би за двојната круна? Од искуство во овие 8 сезони кога јас сум прв човек на клубот, секогаш во македонското првенство конкуренти за титула биле 2, со исклучок на неколку сезони 3 клуба. И оваа сезона е една од ретките кога имаме 3 клуба кои што имат амбиции за шампионска титула. Тоа се Форца и КГ Моби. Јас пак ќе повторам, Форца се уште е главен фаворит за освојување на титулата. Тие имаат реванш на домашен терен, претпоставувам дека и тие ќе го искористат трансфер периодот за засилувања, но сепак ние имаме една предност во споредба со нив, а тоа е желбата и ентузијазмот кој овие луѓе тука, кои што се во непосредна близина на нас, кои што сакаат и посекуваат да се докажат, кои што сакаат да покажат дека има некоја вредност во 20 годишњаците
кои што играат по терените ни за Македонија. Нашиот клуб оваа сезона го сочинуваат 20 годишњаци, помешани со неколку искусни фудбалери. Пред се тука ќе го спомнам Благоевски, Наум Блажевски и Мартин Тодоровски, кој што има улога на тренер и играч, и секако голманот Антонио Петровски. Сите други се футсал имиња кои што за нив допрва ќе се дознава. Да спомнам на кратко моментот, ви имавте уште еден клуб, тоа нели беше замислата каде што практично се развива и дел од некои од играчите поминаа низ тој клуб за да стигнат до врата на првиот тим. Колку тој проект ви е гордост на вас, колку остави белег тој проект врз овој проект? Па идејата на футсал клубот Б проект беше токму тоа, да создава база на младите фудбалери од општината и од регионот, да ги научат првите футсал чекори и најталентираните и најспособните да бидат земени во првиот тим. Сум горд заради тоа што добар дел од играчите кои што продефилираат таму се сега и тука, добар дел од нив најдоа перспектива и по други клубови, меѓутоа општественоста на тој клуб ја има најголемата додадена вредност, а тоа е за тоа што во прв момент успеа да го одржи и надпреварувањето во тој период, да се одржи втората футсал лига во тие години, во тешки години на корона од една страна, а од друга страна да добар дел млади фудбалери и мои пријатели одлучат да формираат футсал клубови и ден денес да се надпреваруваат и по прва и по втора футсал лига. И за крај, што нашто проект долгорочно би можел да го очекуваме? Која некоја замисла која што 8 години сте веќе на чело на клубот, 8 години финансирате, се борите, оставате веќе траен белег во македонскиот фудбал. Кои се замислите и чекорите на клубот на долгорочна основа? Што најмногу тежнеете или што најмногу сакате да успеете да оставите уште на трага во македонскиот футсал, да направите некоја разлика и можеби да направите нешто кое што ќе се стремат и другите екипи да го следат тој пример? Ќе бидам најсреќен кога добар дел од овие момци со евентуален пласман во Лига на шампиони, со евентуална нивна промоција на меѓународни надпревари, ќе си го најдат лебот и иднината во фудбалот и односно футсалот, да можат тие да си направат и европски кариери, да може да бидат дел од европскиот фудбал и на крајот од денот да слушнат сегде по Европа дека во Македонија сепак има талентирани деца за футсал. И во самиот финиш уште едно кратко прашање. За жал немаме младински лиги во футсал во Македонија. Колку и како некое детенце кое што има стварно добар талент ќе го препознаете и вие и како тоа дете да се задржи се до постигнувањето на таа возрастна граница за да стекне право да настапува, бидејќи само сениорскиот футсал го имаме? Верувајте ми, на многу состаноци сме барали како футсал клубови да се формира младинско надпреварување U16, па дури и некое помало, за да може сепак младите талентирани играчи кои што не се препознаваат во големиот фудбал да бидат дел од футсалот. За жал нема. Еве, ќе упатиме еден апел до раководните луѓе на футсалот и фудбалската федерација, зашто побрзо тоа да се формира со младински лиги. Мислам дека можеме да испорачаме големи резултати не само на национално, туку и на меѓународно ниво. За секој кој што е заинтересиран да сака да тренира и да игра футсал, вратите на клубот се отворени, може слободно да не контактира, да повели. Ние сме спремни да организираме и турнирски семинари, да може најталентираните да ги ангажираме во погонот на КМФ проект. Ова беше разговорот кој што го имавме со првиот човек на клубот. Секако сега во продолжение имаме уште неколку разговори кои што имаме можност, прилика да ја видите самата атмосфера во самиот клуб кој што е на високо позитивно ниво. Ова е клуб кој што е составен од млади играчи, надополнет со по неколку поискусни фудбалери, и овој тим го има всушност и најдобриот стрелец во самиот клуб, меѓутоа и кандидат за најдобар стрелец во лигата Марио Благоевски. Зборуваме со неколку наши соговорници околу плановите, целите и дали било тешко да се постигнат овој резултати и што очекуваат во пролетниот дел. Предлагам овде да ги погледнеме разговорите со самите наши гости.
сумиравме дека е 2025, односно есенски дел нели успешен, како еден нели помошник тренер, меѓутоа еден од поискусните играчи кој што треба да го пренесе знаењето на овие млади играчи, колку сте задоволни за се она што го постигна, со оглед на фактот дека имавте на голема и важна победа над шампионот Форца. Па реално, како што реков, имаме доста млада екипа со само неколку искусни играчи. Првиот дел од сезоната успеавме да го изиграме доста успешно, ги остваривме сега за сега сите победи, ни останува уште еден надпревар, се надеваме дека ќе оствариме победа и во понеделник против екипата на Бутел и ќе завршиме полусезоната како што треба, па спремни да го дочекаме и вториот дел. Каква атмосферата пред се после една голема победа над Форца кај вас во вашето собликуване или вашите редови? Па реално после победата над Форца доста од младите играчи, значи добија, како да кажем, добија желба за игра, видоа дека може да играат и против доста поискусни играчи кои што долго време се носители не само на екипата на Форца, туку и на репрезентацијата на Македонија. Реално тие имаат и тројца странци, значи со тоа нашата победа е уште поголема. Ние сме сите македонски играчи, јас се надевам дека најголемиот дел од нив ќе представува иднина на репрезентацијата на Македонија, пошто мислам дека скоро сите и заслужуваат да бидат дел од неа. И за крај останува тој пролетен дел, каде што ќе имат нели пауза да се одморите, да соберете сила, енергија, некое заселување што спомнавме претходно. Што очекувате во пролетен дел? Ќе биде ли тешко? Па да, реално мислам дека ќе биде тешко. Значи не треба да се отпише екипата на Форца, пошто како што реков имат доста искусни, но пред се и квалитетни играчи. И во вториот дел на сезоната тие се изразити фаворити против нас. Значи ние како млада екипа мислам дека нашето време до прва треба да дојде. Верувам во тимот, меѓутоа мислам дека ќе биде тешко. Најдобар стрелец за клубот, меѓутоа и во лигата, една сублиматна се она што го одигравте досега, колку лично ти се задоволен, колку како генерација или како екипа сте задоволни за се она што го постигнавте досега, со оглед на фактот дека имавте една и убедлива победа таа над Осогово кој што реално беше десеткуван, меѓутоа и она голема победа над шампионот Форца. Па сега за сега со оваа прекрасна и млада екипа се е супер, 8 одиграни кола, 8 победи. Со двократниот шампион на Македонија исто добро изигравме. Ке ги мови, сега ни преостанува последно 9-то коло со КМФ Бутел да изиграме уште таму, па да одмориме на полусезона. Очекуваме ли победа против Бутел? Секако. За пролетниот дел и претходно соговорници се сподели дека нели сепак Форца пак ќе биде таа која што нели ќе биде фаворит, не е се уште отпишено. Остануваат уште тие 9 кола во пролетниот дел, очекуваше тешка полусезона и генерално со оглед на фактот дека си меѓу нели постојано најдобрите стрелци, очекуваш ли оваа година да конкурира за најдобар стрелец? Па секако очекувам и пролетниот дел да биде тежок, не дека ќе биде лесно, не е завршено ништо. За стрелец ќе видиме, крајот ќе каже. Имате 8 победи. Ви следува уште еден надпревар кој што треба да го одиграте против Бутел во понеделник. Како си задоволен од тоа што го одигравте досега и очекуваш ли победа практично на последниот надпревар? Лично досега сум задоволен од постигнатите резултати ова полусезона, а исто така се надевам дека и во понеделник ќе го потврдиме тоа и одиме на победа исто така против екипата на Бутел.
имавте една голема победа над шампионот Форца, меѓутоа се уште не е изгубено, ќе ви следува пролетниот дел, очекуваше тешка пролетна полусезона. Да, јас сепак се уште мислам дека Форца се уште е фаворит и тие се едни од подобрите екипа е тоа. Мислам дека следува доста тешка и доста напорна следна полусезона. Мислам дека ќе биде многу тешко, но знаеме кон што целиме. Ова беше разговорот или серијата на разговори кои што ги имавме со играчите, меѓутоа и со помошникот тренер на клубот околу сите постигнати резултати во есенскиот дел и нивните очекувања во пролетниот дел. Проектот веќе в понеделник го игра последниот надпревар во гости против екипата на Бутел, која што е четврто пласирана. Проект на овој надпревар видовте дека самите играчи се децидирани дека одат на 9 од 9 и со победа да ја затворат ова успешна есенска полусезона за нив и секако да сумираме во финишот на оваа емисија дека целта на нивна е дека во пролетниот дел ќе се атакува на освојување не само на шампионската титула, туку и на двојната круна. И всушност знаете дека проект е поранешен шампион на Македонија кој што играше и во Лигата на шампионите. Ова беше се од Струмица кој што го подготвивме од последниот тренинг на проекта, од практично пред последниот надпревар ќе нели атакуваат играчите на 9 од 9 и секако потоа следува нели она стандардна зимска пауза, некаде таму околу божичните празници се најавени нели стартувањето на подготовките за пролетната полусезона. Почетокот на пролетната полусезона е најавена некаде таму околу почетокот на месец февруари. Ова беше се кое што го подготвивме од Струмица, од последниот тренинг на проект како што нагласив и предпоследниот нивен надпревар. Останати натаму со спортска мрежа, следи ги нашите сите случувања кои што ги носиме на македонскиот спорт. Не забравяйте се претплатете на нашиот YouTube канал, со цел и понатаму да ги следите најновите случувања на македонскиот спорт, да бидете наши членови, сите оние наши членови кои што добиваат месечна претплата 150 денари, имаат можност за ексклузивни информации и секако читајте во нашиот портал sportska mreža.mk.